Еден народ и малцинства. Опозицијскиот лидер веднаш прифаќа промена на преамбулата во Уставот по хрватски терк, но предупредува дека тие што го заговараат тоа не го прочитале убаво хрватскиот устав и најверојатно ќе се покајат. Не знам дали сте сигурни дека сака да биде според преамбулата во хрватскиот устав. Еве, јас сум подготвен. Ако е тоа формулата за успех, уште утре да ја почнеме процедурата, да биде Македонија држава на еден народ и на малцинствата во неја. Еве, ако сакаат, уште утре да ја отвориме преамбулата на македонскиот устав и да го направиме тоа според хрватскиот терк, само да не се каат после тоа, да не речат некои други етнички заедници, па да речат не било баш така како што ни кажуваат. Во хрватската преамбула стои дека Република Хрватска е основана како национална држава на хрватскиот народ и држава на припадниците на националните малцинства – срби, чеси, словаци, италијанци, унгарци, евреи и така натаму. Спомнати се 22 заедници, меѓу кои македонци и бугари. Токму големиот број на спомнати малцинства се главниот аргумент на ЕУ, а по нив и на СДСМ за убедување дека нема да се случи ништо страшно ако се внесат бугарите во највисокиот македонски законодавен акт. Беше даден како примери од шефот на европската дипломатија Жозеп Борел при неодамнешното гостување во Македонија, а деновиве при гостување на Телма го спомна и заменик министерката за правда Викторија Мадич. Јас го зедов Уставот на Република Хрватска. Таму многу убаво се гледа дека македонците се внесени. Дали хрватите имаат некаква штета со тоа што македонците се во нивниот устав? Не. Опозицијскиот лидер пак повтори дека во овој парламентарен состав нема да има уставни измени. Го нарече циркус и предлогот на министерот за правда за зголемување на бројот на изборните единици од 6 на 8. Им порача првин да се договорат во коалицијата затоа што имаат партии кои бараат 1 или 3 изборни единици, да изградат заеднички став, па потоа ќе се изјасни за него.